Добро дојдовте во студио. Гости Ида Мантон, Здружение Центар за Даунов синдром, и Мимоза Петреска, новинар и мајка на Илина, 10 години, дете со Даунов синдром. Двете сте мајки на дечиња кои што имаат Даунов синдром и освен собствената битка, вие тргнавте и во една поинаква битка на поширок план за подигање на свеста и за подобар третман на овие деца во државата. Па и да каков е третманот на децата? Сега каква е ситуацијата? Па сега во Македонија мислам дека ситуацијата не е поразлична од онаа што била пред неколку години, меѓутоа ние се надеваме дека ќе ја смениме и дека ќе биде поинаква и дека нема да бидеме да каскаме зад сите оние светски трендови, бидејќи во светот состојбата е драстично сменета, а тоа оди рака под рака со медицинските пронајдоци, со техничките изуми, со можноста за социјализација на овие лица. Значи, медицината отишла до таму што веќе го одвоила геномот, точно знае од кој дел од геномот доаѓаат сите резултати во Дауновиот синдром, сето она што ние го гледаме и го нарекуваме Даунов синдром. Медицината до таму не е дојдена сигурно. Ние се работи на поле на превенција кај нас во Македонија, меѓутоа до каде не сме. Меѓутоа во светот веќе е екстрахиран тој хромозом и е изваден надвор од клетката и клетките се нормализирани. Значи до таму е дојдена работата, а кај нас информацииве некако слабо стига. Потешко стигнуваат. Значи во Америка во последниве 3 години се работеше на експериментални глувци и се работеше на нивни клетки. А веќе оваа година успеа и од човечка клетка да го екстрахираат тој хромозом за да ја нормализираат клетката. Што значи тоа конкретно? Ова да појасниме, бидејќи вие често сте таму го носите и вашето дете, нели, на... Да, и не само тоа, значи главните истражувања, главните медицински центри се во Америка и сите оние со кои што сум зборувала досега сметаат дека од таму доаѓаат најголемите пронајдоци. Значи, минатава година во Бостон, Масачусетс имаше истражување кое што на годишната конференција за Даунов синдром беше презентирано дека успеале да го екстрахираат, значи, тој хромозом. Што значи тоа во третманот? Се уште не се знае, меѓутоа почнато е со тест групи кои примаат терапија и кои што се надеваме дека нели ќе успеат во системот, во целиот организам да ги нормализираат другите клетки. Нели, друго прашање, ние како родители што мислиме за... Ајде да се вратиме ние во нашата реалност. Значи, каков е третманот на лицата и на децата со Даунов синдром во државата? Од моите искуства, значи, од кога го отворив центарот, од кога го замислив од април оваа година, досега сум во контакт со, за жал, многу малку родители. Тоа значи дека многу од родителите живеат со оваа приказна како стигма. Многу од нив се срамат се уште од своите деца. Многу од нив немаат можност за инклузија, немаат можност да ги развијат своите вештини за да бидат целосно функционални. Светските трендови покажуваат поинаку, дека овие лица се собственици на кафе барови, дека се глумци, дека работат во театри. Нашите деца со Даунов синдром не се многу поразлични од тие во светот и јас сметам дека тие имаат еднаква можност и шанса и треба во нивниот живот да ги имаат и отворени врати за да може да се реализираат себе си како секоја друга единка во општеството. Мимоза, како мајка на Илина, 10 години, има повозрасно дете, со какви проблеми се соочувавте во текот на незиниот раст и развој? Па вака, јас ќе говорам за реалноста во Македонија, со која што јас се соочив. Според мене првичен и најголем проблем е тоа што на мајките не им се пристапува правилно уште во родилиштата. Значи не им се даваат неопходните информации, за тоа потребните и како да кажам добро пласирани информации за тоа со што се соочуваат и какви проблеми може да очекуваат понатаму. Обично лекарите им сервираат некакви црни сценарија, дури на некои мајки им се сугерира децата да ги дадат во институција, така што во принцип мајките многу тешко се справуваат со тој првичен шок. Понатаму, откако мајката ќе ја добие, ако ја добие неопходната поддршка во семејството, таа тргнува да го оди својот пат, значи го прифаќа детето и се грижи за него,
Оној пат кој што ние го изодевме беше запишување на Илина, која што патеме е близнак, значи таа е родена како близначе со сестра и Бисера, која што е редовно, условно кажано, нормално дете. И тие секаде одеа во пакет. Значи двете тргнаа во исто време во редовна градинка и не можам да се пожалам на третманот. Со тоа што никако не можам да кажам и дека дека Илина го доби она што е потребно во градинка. Значи како што е на пример логопедски или дефектолошки третман. Значи она што го добива редовните деца го добиваше и Илина. Да го имаше тоа, можеби ќе имаше сигурно подобрување во развојот. Така е, но јас како мајка се обидував да се информирам нормално, најмногу преку интернет, преку комуникација со другите мајки, дознав дека се неопходни тие логопедски и дефектолошки третмани, постојано ја носев, нели, во некои институции, како што е, например, Центарот за слух, говор и глас, каде што редовно одевме на логопедски третмани, така да низиниот говор сега е одличен. Каков е тој процесот на инклузија? Сега Илина е вклучена во образовниот процес. Така, задоволни ли сте со процесот на инклузија? Има ли доволно дефектолози, стручни лица по нашите училишта? Па вака, јас како родител, значи мора да го поздравам прво чинот на имплементирање на инклузијата во основните училишта, во редовните основни училишта. Секако дека инклузијата има и своји недостатоци, имено донесен е тој закон за инклузија, но како тој се имплементира на дело. Мислам дека дефектолозите, барем според мои сознанија, се вработуваат на ниво на општина. Значи, по еден дефектолог на ниво на општина. Сега во една општина можеме да претпоставиме колку училишта може да има, а во секој училиште по колку деца со попреченост, така да тој дефектолог тешко дека може сите тие деца да ги покрие квалитетно. Така да во ваква ситуација поголем број на родители се решаваат сами да ангажираат дефектолог, тој дефектолог да го платат од свој джеб, за да детето има таа неопходна придружба во училиште. Вие плаќате дефектолог? Да, од прво оделение. И ќе продолжиме, се разбира. Затоа што само на тој начин Илина може да ја совлада материјата, односно тој дефектолог прави специјализирана програма за неа, која што таа може да ја совлада. Значи, таа не го учи истото што го учат и другите деца. А се следи нормалната настава? На тие часови на кои што може да се вклучи како што се музичко, физичко, ликовно, па и македонски, зависи. Мислам, го следи истото што и другите деца, но кога материјата е потешка за неа, значи дефектологот прави прилагодување на материјата. И да што недостасува во мозаикот? Па, многу работи недостасуваат, еве ми Муза спомна од самиот почеток, кога мајката ќе се породи, нашето општество едноставно не е спремно. Не се спремни стручните лица, не знаат како да го соопштат на мајката тоа. Не се спремни педиатрите, бидејќи нивното образование завршило во моментот кога тие специјализирале педиатрија. Меѓутоа, тие немаат континуирана едукација за овие конкретни групи на дечиња кои што треба да ги третираат. Ние затоа преку Центарот се обидуваме да створиме тим на лекари кои што ќе ни бидат нам од помош со тоа што ние ќе им пружиме повеќе информации. Има ли потреба од некаков центар, место каде што ќе се соберете сите родителите, па ќе разменувате искуства, па ќе доаѓаат стручњаци? Апсолутно. Со совети? Значи тоа е и идејата позади овој центар. Ние физички не постоиме. Организирано државата. Би било преубаво кога државата би решила на оваа група да ја овозможи форум за такви дискусии. Ние имавме сега минатава недела семинар во кој што првпат седнавме родителите, медицински лица, педиатри, ортопеди, дефектолози, логопеди и така натаму, сите да разговараме за Дауновиот синдром од свој агол. Бидејќи ние сите живееме таа приказна, меѓутоа никој никогаш немал можност да ја чуе другата страна. Многу родители немале можност да чујат кои се тие мускулоскелетни промени кои што се нормални кај Дауновиот синдром и дека нивното дете има одредени работи кои што доаѓаат од синдромот, меѓутоа и други работи кои било кој друг човек би ги имал. Значи, има одредени митови со кои што и самите родители за жал живеат, бидејќи нема кој да ги информира. И тоа е една од главните идеи на овој центар. Ние се надеваме дека ќе успееме тие светски трендови истражувања да ги донесеме до оние кои што понатаму системски треба да им помогнат на овие деца.
Тој семинар траеше 2 дена, 13 и 14. Предпоставувам имало потреба што се јавила таа потреба всушност за организирање. Имаше ли одзив кај родителите, кај надлежните? Дојдоа ли од Министерството за здравство, се заинтересираа ли За жал не, и мене ми е навистина многу жал да констатирам дека оние на кои што овие иницијативи треба да им припаднат природно во рамките на нивното секојдневно работење, не беа таму да ги чујат овие барања и разговори кои што беа премногу плодни. Јас мислам дека сите нешто научивме, дека конечно заклучивме дека ова не е тема која што на 2 дена може да се дискутира и да биде затворена, туку дека постојано има потреба од вакви дискусии и дека сите имаме постојана потреба од понатамошно учење. Не дојдоа представниците од Министерството? Од Министерството за здравство не се појавија, исто представниците од Министерство за труд и социјални политики не се појавија, многу од родителите за жал кои што се надевавме дека ќе дојдат, ќе пристапат и дека ќе ги запознаеме за да можеме почесто да ги информираме, исто така не дојдоа. Значи се појави само едно ново семејство од Гостивар и јас еве испраќам апел до сите оние што знаат дека некаде постои лице со Даунов синдром или семејство, едноставно да им дадат информација дека постоиме, а нормално тоа е на нив понатаму дали ќе ни пристапат, дали сметаат дека од вакво здружение, од оваа група на луѓе може нешто да добијат, нешто да споделат. Предпоставувам родителите не дошле бидејќи се разочарани од досегашниот одзив и третман, можеби од Министерство за социјала или не знам, за здравство. Имате ли искуство со родители, што раскажуваат за таа нивна стигма, кои што имаат повозрасни деца, по 20, по 30 години? Еве, немавме можност да најдеме некој од нив. Што велат тие? Тоа посебно за мене како родител беше интересно да седнам и да поразговарам со родители на повозрасни деца. Тие веќе не се деца, тие се младинци или возрастни мажи и жени. Првото што може да го забележам е тоа што речиси сите поголем дел од времето го поминуваат дома. Никој не е вработен и се на товарот на своите родители. Имаат многу сиромашен социјален живот, бидејќи едноставно не се прифатени од средината. Така да, веројатно и тие родители живееле во сосема друго време, во сосема други услови, кога стигмата, што вели, и да била уште поголема. Така да, можеби немале толку ентузијазам да вложуваат во, па ниту можности да вложуваат во напредокот на своето дете. Но јас би апелирала, кога веќе ја имплементираме инклузијата, нели, целта е тие луѓе да добијат соодветно образование, значи тие имаат во себе многу потенцијали и можат да извршуваат многу работи. Значи главната, крајната цел е работно да се оспособат, односно да бидат корисни членови на оваа заедница. Значи тоа и за нив ќе биде голема сатисфакција, а си како голема помош и за родителите. Имаме примери на деца кои што сега возрастни кои што успешно работат, така допринесуваат. Има, но се бројат на прстите од една рака. Има и во Македонија, меѓутоа во светски рамки тоа е веќе сосем нормално, значи како доказ дека е возможно да се направи тоа, мислев на тоа. Апсолутно е возможно и има такви искуства во светот. Јас мислам дека и Хрватска скоро излезе со исфрли една генерација на младенци кои што беа тренирани како келнери, например, лица со Даунов синдром, кои што работат по угостителски објекти, да речем. Имате ли да им порачате нешто на родителите, на надлежните институции од системот? Многу препораки, меѓутоа ние тие препораки се трудиме да ги срочиме во еден документ кој што ќе излезе како заклучоци и препораки од семинарот кој што го имавме. Меѓутоа имаме Facebook страна на која редовно ставаме информации, настани, активности, значи се трудиме да бидеме колку е можно поактивни и со тоа воедно да го збогатиме и животот на тие деца, младинци кои што живеат во нашава држава, тие се пресреќни. Значи секој настан што го организираме го прифаќаат со таков ентузијазам, бидејќи друго ништо не се случува во нивните животи. Значи ако не се случуваат активности кои ќе ги организираме, тогаш нивниот живот ќе се сведе на гледање турски
сапуници или гледање телевизија, а тоа е токму спротивното од она што треба да го правиме. Значи, ние треба да ги мотивираме, бидејќи имаат навистина многу интересен уметнички сензибилитет. Ние имавме работилници со Жанета Велјановска, Гелеска, работеа, значи, уметници веруваат дека од нив и од нивниот сензибилитет може да научат. Зошто да не имаат некоја постојана работна обврска од овој тип? Значи, да готват, да работат, да креираат, многу работи кои што, еве, еден апел и до сите оние кои што сметаат дека би можеле да вработат лица со Даунов синдром, нека размислат на таа тема. Па единствено што би можела да порачам е тоа да се подигне јавната свест и малку да се поработи на она што се вели прифаќање. Значи, она најбазично прифаќање на човека со човек. Значи, да се прифати лице со попреченост како равно на себе. Затоа што овие луѓе вистина имаат многу што да кажат, имаат неверојатен емотивен потенцијал, како да кажам, може да бидат прекрасни пријатели и корисни работници. Мислам, едноставно да бидат корисни членови на општеството. И да не успеавме да го начнавме разговорот на почеток дека вие често имате можност во Америка да престојувате, да ни ја доловите разликата меѓу тој здравствениот систем таму и начинот на третманот на овие деца и тука. Значи, не само во Америка, бидејќи мојот сопруг е американец, јас приватно одам таму, меѓутоа јас веќе долги години работам како дипломат и предавам меѓународни преговори по дипломатски академии надвор низ светот и многу патувам, значи повеќе сум надвор отколку што сум тука. Меѓутоа живееме долго време во Прага веќе и сме членови на тамошното здружение на лица со Даунов синдром и ќе ви кажам и нивното искуство, бидејќи постојат многу различни модели, многу различни зависно нели од државното уредување, од системот здравствен. Американскиот систем, мојот сопруг вели дека знае да биде бескомпромисен и многу дрзок што се однесува до услугите кои на човек некогаш му требаат, бидејќи јас секој пат кога го гледам мојот доктор, мене тоа ме чини $500. Нели тој со мене ќе седи, ќе разговара, меѓутоа не секој може да си дозволи $500 за разговор од 3 часа. Во тие 3 часа тој прави целосна анализа за развојот на Луција. Сето тоа е напишано, јас го добивам во писмена форма, понатаму треба да го поделам со мојот матичен лекар. Бидејќи јас не живеам во американскиот систем и таму немам матичен лекар кој што ме следи, нели живеам во некои паралелни светови, јас тоа го давам на лекарот тука и на семинарот заклучивме дека во Македонија не постои никакво вмрежување, значи ако еден лекар го види детето, таа информација никаде не оди, едноставно се губи, дека никој не го следи пациентот, туку дека се тоа ад хок некои проверки кои што обично зависат од иницијативата на родителот, а не од она што самиот Даунов синдром го бара, бидејќи тој си има протокол, си има гайдлайнс кои што треба родителите да ги следат, значи да се следи работата и функцијата на тиреоидна жлезда, на мозокот се прави ЕГ и така натаму, не дека тоа мора да биде проблематично, меѓутоа може да биде. Тоа некој треба да го следи. Сега во Чешка, например, исто се обрнува многу внимание и на како се чувствува семејството како јадро кое што треба да биде подлога за успешно да функционира тоа лице со Даунов синдром. Значи има психолошки помош психолошка за семејството. Имаат секој месец состаноци родителите на група деца од 0 до 5 години и тие заедно седат и разговараат каква терапија пробале, дали тоа нешто било од корист. Се среќаваат на разни места во градот каде што се тоа мајчини институции, мајчин дом за психофизички развој на деца, имаат центар свој за Даунов синдром во кој што редовно имаат предавања. Значи, чешкиот модел е нешто помеѓу тоа еден социјален и капиталистички модел и многу прифатлив. Американскиот од друга страна може би чини, меѓутоа ако сте дел од тој систем и не чини толку многу, бидејќи од моментот кога мајката ќе се роди, во секој миг, значи кај неа има 2 до 3 луѓе, дали се тоа психолози, социолози, блогери, луѓе кои што на интернет прочитале па дошле да помогнат. Јас и во Македонија имам многу пријателки американки и кога се породив, во првиот месец ми рекоа, ако не си во состојба, јас ќе дојдам и ќе ти готвам. Значи, за една македонска мајка тоа е многу чудно. Меѓутоа, американците функционираат на поинаков начин. Ние треба само да сме доволно доблесни и отворени, да ги прифатиме тие искуства и да речеме,
еве тоа нас ни недостасува. Тоа и недостасува на мајката, да речеме, во првите 6 месеци, и каде системот може да се вклучи системски да ги реши тие работи, а каде не, ние сме на располагање, значи во секое време нека не прашаат како мајки и би сакале конструктивно да разговараме. Еве, јас се надевам дека некој од надеждите ќе го слушне ова, бидејќи еве македонскиот здравствен систем често знае и да копира, нели, од системите на другите земји, па би било убаво барем дел од ова да може да се примени и кај нас во нашиот модел. Ви благодарам на разговорот. Благодариме.